Светскиот ден против дебелината оваа година е насочен кон подигање на свеста за преваленцата, сериозноста и разновидноста на стигмата на килограмите. Според Светската федерација за борба против дебелината, стигмата се случува во широк спектар на поставки, при што медиумите се идентификувани како еден од главните причинители. Федерацијата притоа упати повик до сите медиуми во светот да престанат да користат стигматизирачки јазик и слики и наместо тоа дебелината да ја прикажат на фер, точен и информативен начин. Стигмата на телесната тежина се однесува на негативни однесувања и ставови кои се насочени кон поединци, единствено против нивните килограми. Експертите велат дека мора да им се помогне на луѓето да ги надминат бариерите што произлегуваат како резултат на стигмата, што всушност ги испречува да го побараат и да го добијат потребниот медицински третман. Статистиките говорат дека во Европа над половина лица постари од 18 години се соочуваат со прекумерна телесна тежина, а загрижува и податокот дека со овој проблем се повеќе се соочуваат и децата. Намалената физичка активност, седечкиот начин на живот, неправилната исхрана, според здравствените работници се најчестите причинители за развој на прекумерна телесна маса и дебелина кај возрастните и кај децата. Според последните информации од Оделот за училишна медицина при здравствениот дом во Прилеп, на систематските прегледи покрај деца со понизок раст, оваа година е зголемен и бројот на школски деца кои се соочуваат со прекумерна телесна тежина. И оттаму неправилната исхрана која се базира на брза сготвена храна и засладени пијалоци и недоволната физичка активност ги посочуваат како основни ризик фактори за појава на дебелината. Инаку дебелината се дефинира како медицинска состојба во која прекумерните телесни масти се акумулираат до степен што предизвикува несакано влијание врз здравјето, што доведува до намален просечен животен век или повеќе здравствени проблеми. Дебелината ја зголемува веројатноста од различни болести, особено срцеви заболувања, тип 2 дијабетес, обструктивна апнеа и одредени видови на рак, како и остеоартритис и астма. Дебелината најчесто се предизвикува поради комбинација на прекумерно внесување на енергија од храна, недостиг од физичка активност и генетска подложност, иако само мал број на случаи се предизвикани првенствено од гени, ендокрини нарушувања, лекарства или психијатриска болест.